partizanina Jugoslavija se bavime za oružje, ono milosrdna borba protiv ekoloških neprijatelja, što je porobi naša ta zemlja. Окупацијата го затекна Крушево и повеќе села со развиена организација на Комунистичката партија и на Скојот, што беше основен услов за покренување на вооружената народно-ослободителна борба. Така, во 1942 година, кога беше формиран Крушевскиот партизански одред, во градот и селата имаше околу 98 членови на Комунистичката партија на Југославија и околу 170 членови на Скојот. Дејноста на партиската организација на Скојот во најголема мерка и преку разни форми беше насочена кон демаскирање на бугарскиот окупатор. За Крушево е мощно и значајно тоа што бугарскиот окупатор работел со сите сили да создава омраза меѓу населението со тоа што едните, македонците, ги сметал за бугари, а сите останати власи, муслимани и други за туѓи и ненародни. Партиската организација со сите сили се спротивставуваше на таквата окупаторска политика преку демаскирање на потфатите на бугарскиот окупатор, создавајќи единство на народот. Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Крушево, проучувајќи ја севкупната положба, готовноста на народот за борба, подготвеноста на организацијата на Комунистичката партија на Југославија, расположивото оружје и друго, како и напорите на окупаторот да го парализира народно-ослободителното движење, во април 1942 година ја прифаќа директивата на Покраинскиот воен штаб за формирање партизански одред. Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и воениот штаб како база за одредот го избрале местото Грујова нива на планината Осој, на тромеѓето меѓу селата Пустарека, Зашле и Горно Дивјаци. Во крајот на мај и првите денови на јуни 1942 година, во базата Грујова нива пристигнува првата група од 5 минаборци. Мише Ефтимов, Јани Туфа, Коча Миленку, Таќа Берберовски и Шула Мина. Ова јадро на партизанскиот одред развива жива организациона и политичка дејност. Покраинскиот оперативен штаб имал задача да го формира и да му помага на Крушевскиот партизански одред. За оваа цел, Покраинскиот оперативен штаб во средината на јуни 1942 година од Прилепско стасува во близината на Крушево. Од тука штабот со група борци заминува во базата на одредот Грујова нива. Свеченото формирање на одредот се обавува на 22 јуни 1942 година. Пред борците настапија со пламени зборови членовите на Покраинскиот штаб Трајко Бошковски Тарцан и Киро Крстевски Платник, истакнувајќи го пред се значењето на партизанскиот одред и неговите идни задачи. Потоа е прочитана наредбата за именување штаб на одредот, во кој влегува Мише Ефтимов за командант на одредот, Наум Наумовски како политички комесар, Димитар Берберовски за заменик командант на одредот, Шула Мина како комесар за исхрана. Меѓутоа, должноста командант ја презема Димитар Берберовски, бидејќи Мише Ефтимов станал командант на окружниот оперативен штаб. Крушевскиот партизански одред се именува со името на легендарниот илинденски војвода Питу Гули, што предизвика посебна радост и возбуда кај борците, бидејќи се почувствуваа како вистински наследници на хероите од Мечкин камен. Непосредно по формирањето на одредот, во неговите редови стапуваат уште неколку борци, меѓу кои и 3 другарки – Гонча Туфа, Илинка Аргировска и Сина Димитровска. Учеството на овие 3 другарки во одредот имало силен политички ефект меѓу симпатизерите на движењето.
Во јули 1942 година беше одржано заедничко советување на представници на воените комитети од селата Пустарека, Зашле, Кочиште и други, во присуство на членови на партизанскиот одред, меѓу кои беа Наум Наумовски, Миша Ефтимов, Шула Мина и други. При тоа се зборуваше за стапување на нови борци во одредот, за снабдувањето, за следење на движењето на окупаторот, за врските помеѓу одредот, воените комитети и градот, а се дискутираше и околу тоа во кои села да се вршат акции. Во одредот беше пренесена директивата на Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија за отпочнување вооружени акции на денот од годишнината на Илинденското востание. Штабот на одредот ја прифати директивата, изврши подготовки и одлучи првата акција да биде изведена во село Прибилци на 7 август 1942 година. Со оглед на малиот број борци од одредот, што броеше вкупно 12 партизани, беа ангажирани и 4 активисти од теренот само за акцијата за распоред. Требаше да се направи прецизен план на силите и за брз напад на селото. Изненадувањето успеа. Кметот и кметските наместници од селата, кои биле свикани на конференција во општината, беа заробени, а народот беше повикан на митинг. Од општината одредот заробил околу 30 пушки, поголеми количества муниција, машини за пишување, гештетне, радиоапарати и други материјали, а општинската архива беше запалена. Акцијата имаше силен одзив во сите села во Крушевско и во другите околии. По завршувањето на акцијата, одредот со песната Абре Македонче, преку реонот на селото Острилци, се упатил кон манастирот Свети Спаска и Крушево, за да се снабди со храна. Борбениот пат на одредот, набележан од нескротливиот дух на борците и жетта за слобода, води од една акција во друга. На 19 август, поаѓајќи од шумата близу селото Житоше, одредот извел акција во село Локвенци. Акцијата беше изведена веднаш по заминувањето на полицијата и реквизиционата комисија од селото, кога селаните беа мощно револтирани од тоа што им било одземено житото и што двајца селани биле претепани, кога се обиделе да се заштитат од ограбувањето. Потоа во селото се организира митинг на кој присуствуваа сите селани, поздравувајќи ги пламените говори на членовите на штабот на одредот. Втората половина на август и почетокот на септември 1942 година за Народно-ослободителното движење во Крушево и Крушевско представува крајно тежок период. Окупаторот преземал мерки за да го спречи востанието. Меѓутоа, по акцијата на село Смилево, извршена од Битолско-Преспанскиот одред, потоа на општината во село Прибилци, извршена од Крушевскиот, и на општината во село Плетвар, извршена од Прилепскиот одред, бугарскиот окупатор ја засилува и ја проширува својата активност за да го спречи дејството на партизанските одреди и организацијата на востанието. Се заоструваат од порано заведените административни мерки, ограничено движење, полициски контроли и друго. На 26 август 1942 година Битолската областна дирекција дава упатство за борба против партизанските одреди. Областната управа и командата на 15-та бугарска дивизија во Битола, откако ги прогласи партизаните за бандити,
во многу села и населби стационира воени единици. Кон таквите воени единици биле придодадени и полицајци и полициски разузнавачи. Една таква полициска група во вид на казнена експедиција делувала и во Крушевската околија. Лицата што ќе отсуствуваа повеќе од 24 часа од местото на живење, биваа прогласени за бандити и судени од воениот прек суд, доколку пред тоа не ќе беа убиени од војската и полицијата. На семејствата на партизаните им беа одземани картите за снабдување, а самите семејства неретко интернирани во Бугарија. Соочен со овој воен и полициски терор, народот во Крушево и Крушевско обстојувал вдахнат од идејата за национално и социјално ослободување. Меѓутоа, окупаторот успеал да му нанесе големи загуби на народно-ослободителното движење во Крушевскиот крај со помош на провокаторот Јани Туфа. Тој во август 1942 година го напушта партизанскиот одред и се предава на полицијата. Знаејќи ги добро организираните членови на партијата во градот и во воените комитети во селата, како поранешен член на воениот штаб на Крушево, тој на полицијата и помогнал поголемиот број членови на Комунистичката партија на Југославија и на Скојот и други активисти да паднат во нејзини раце. Беа претепани и затворени повеќе од 100 припадници на Народно-ослободителното движење, цели организации на Комунистичката партија на Југославија, Скојот, на воените комитети. Во овие услови, врските на партизанскиот одред со организацијата на партијата во Крушево не беа прекинати, а во повеќе села одредот создал нови упоришта. Во почетокот на септември, избегнувајќи го апсењето, од селото Пустарека стапија во одредот нови петмина борци: Богоја Јоновски, Златко Билјановски, Војне Павловски, Илија Стојковски и Јошеви Јаќовски. Во почетокот на септември 1942 година, одредот има база во пошумените падини на границата помеѓу планината Бабасач и планината Стрмол. Тука штабот на одредот донесува одлука да изврши напад на рудникот Сер Небојша, со цел да го онеспособи и да му нанесе загуби на окупаторот, а одредот да се снабди со храна и со други потребни материјали. Нападот на рудникот беше изведен на 7 септември околу 18 часот. Откако првин успеа да обезоружи стражата на рудникот, одредот пристапи кон реализирање на поставените борбени задачи. Една група борци остана на обезбедување, друга ги минира јамите и инсталациите, трета ја уништи трафостаницата, а поголемиот дел од борците ги пренесувале запленетите материјали во земјанка, што се наоѓала недалеку од рудникот, но добро камуфлирана во шумата. Од рудничките магазини беа запленети 4 пушки, 180 куршуми, 200 кг брашно, 65 литри зејтин, 300 кг граф, една рачна аптека, 2 машини за пишување, карбитни ламби, експлозивен материјал и друго. Во рацете на партизаните рудникот останал до следниот ден, кога околу 10 часот од селото Цер наближила една поголема бугарска воена единица. При тоа дел од одредот поставил заседа во шумата на околу 1 километар од рудникот и тука доаѓа до оружен судир што траел подолго време. Потоа одредот се повлекува без загуби, додека непријателот има двајца ранети. Околу 13 часот, местото на борбата и планината Стрмол ги надлетува леден авион, но без резултат. По оваа акција, одредот се упатува во логор на планината меѓу селата Пустарека и Пласница. Вооружените акции што ќе следат понатаму, како што се акциите во селата Белушино, Растоица, Горно Дивјаци, Журче и други села во Крушевска и дел од Бродска и Демирисарска околија, ја збогатуваат борбената биографија на партизанскиот одред Питу Гули
ги зацврснуваат и ги развиваат вербата и борбениот дух кај борците и ги вооружуваат со уште едно мощно значено оружје – борбеното искуство и зрелост. Од друга страна, акциите на одредот наоѓаат широк одзив како кај македонското, така и кај муслиманското население, кое веќе представува солидна база за дејствата на одредот. Настапувањето на зимските денови го наметнало прашањето што понатаму и каде одредот да престојува кога ќе наврне снег и кога неговото движење ќе биде забележливо. Затоа штабот на одредот направил обид преку своји борци да се поврзе со Крушево, а преку него со главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија, потоа со битолскиот одред Даме Груев, со селата во Демир Хисарско, како и со селата Пустарека и Пласница. Поради полициски и воени блокади на селата, сите групи се вратиле без да ги извршат задачите. Од друга страна, резервите со храна беа намалени. Дотраени биле и чевлите, а се немало и зимска облека. Штабот на одредот, Организацијата на Комунистичката партија на Југославија, па и сите борци размислувале како да се надмине ситуацијата во која се нашол одредот. Кај дел од борците се појавиле знаци на деморализација. Затоа, штом се стопил првиот снег, одредот тргнал во акција. Се одлучи да се нападне село Дворци, каде што се наоѓала лабораторијата на рудникот Цер Небојша и на царинарницата во Ижишкиот хан во Кичевско. Нападот да се изврши на 20. октомври 1942 година. Во царинарницата биле запленети 5 пушки, муниција, облека и друго, крајно неопходни за одредот. Поради зимските услови и активноста на окупаторот, одредот бил прикован во базата на планината Стрмол, скоро без храна. Тука, во најостра форма се поставило прашањето за тоа како да се помине зимата, во услови кога одредот немал врски ни со теренот, па ни со главниот штаб. Поради тоа, една група била упатена да ги испита условите во Пустарека, а друга во Крушево. Останатиот дел на штабот и борците решија одредот да се подели на неколку групи за зимување. Во втората половина на ноември, групите една по една ја напуштиле базата. Првата група со Таки Берберовски, Коча Миленку, Нико Дога, Ѓонче Андреевски, Андон Димитровски, Сина Димитровска, Гонча Туфа и Манчу Матак, предводени од Илија Стојковски, заминала за Кичевско и други места во Македонија под италијанска окупација. Наскоро Коча Миленку и Нико Дога се судираат со италијанската карабинерија, при што Коча Миленку ранет се самоубива. Втората група со Миша Ефтимов, Јоше Вијаќовски, Кице Петровски, Дуко Стојковски и Благој Целев заминале за Крушево. Меѓутоа, оваа група е разбиена, така што Јоше Вијаќовски со Симон Билјановски се обесени во битолскиот затвор. Миша Ефтимов во Крушево води борба со полицијата, при што се самоубива. Третата група со Богоја Јоновски, Војне Павловски и Златко Билјановски останале да презимуваат во Земјанка, близу Пустарека. Четвртата група ја представуваат Наум Наумовски и Илинка Аргирова, кои илегално остануваат во Крушево. Така Крушевскиот партизански одред Питугули престанал да постои. Тој не ја дочека директивата од 22 ноември 1942 година на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија,
според која одредот требаше да остане во целина и да действува преку зимата, поврзувајќи се со одредот Даме Груев. Во време на своето постоење, партизанскиот одред Питугули изврши голем број акции. Тој го покрена духот за борба кај народот за национално и социјално ослободување. Под негово влијание, во народно-ослободителното движење при понатамошниот тек на востанието, зедоа масовно учество луѓето од многу села на овој крај. Одредот со своите дејства и со организационо-политичката работа не му дозволи на окупаторот да создаде и да расшири братоубиствена борба меѓу населението во Македонија. Од редовите на овој одред, Наум Наумовски Борче, Манчу Матак и Златко Билјановски се прогласени за народни херои на Југославија.